Ниту владата има податоци за иселувањето, ниту пак агенцијата за вработување има бројки колку од невработените од незината евиденција имаат некакви приходи, односно повремено одат да работат во странство или пак се дел од сивата економија. Директорката на агенцијата вели дека 70% од невработените воопшто не одат на интервјуа за работа кај компаниите. 30% што ќе дојдат на интервју се упатуваат кај работодавачот, половина од нив одат на интервју кај работодавачот и најчесто се случува и тие што ќе отидат кај работодавачот да не прифатат, односно да ја одбијат понудата за работа. Причините поради кои што тоа го прават се најразлични, односно невработените лица наведуваат дека најчесто не им одговара местото, не им одговара смената, не им одговара платата. Често и агенцијата ги поврзува невработените со фирми кои им нудат работа за која тие немаат квалификации. Од агенцијата за вработување вела дека граѓаните често се разочаруваат во потрагата по работа, затоа што многу компании само формално објавуваат огласи, но однапред знаат кого ќе стават на таа позиција. Работодавачот можеби и веќе да има најдено лице со кое што ќе заснова работен однос, и не значи дека навистина е тоа работно место слободно. Тоа е еден проблем кој што предизвикува недоверба помеѓу сите чинители на пазарот на труд. 30% од фирмите кои во изминативе години ги отвораа невработените преку програмите на агенцијата за вработување веќе ставиле клуч на врата. Во моментов во земјава има 190.000 невработени лица, од кои половината се пасивни баратели на работа. И додека политичарите се препокуваат поради чии погрешни политики населението се иселува, сите испитувања на јавното мислење покажуваат дека над 80% од младите сакаат да ја напушта државава. Половина од работоспособното население според Светска банка ниту посетува обуки, ниту бара работа во земјава.